Здраво на сите и се надевам дека по оваа кратка пауза повторно ќе се дружите со нашите лекции. Учиме германски со Level на нашиот YouTube канал Level Center. Ви имавте доволно време да ги прегледате овие 10 лекции и се надевам имавте време да го научите материјалот кој што ви беше даден во нив. Се надеваме дека лекциите беа корисни и дека и понатаму ќе ги следите нашите нови лекции. Во оваа лекција ќе ги учиме деновите и месеците. Деновите во германскиот јазик се во машки род, значи ден е der Tag. Во множина се разбира секогаш оди со die Tage, денови. Како што реков, деновите, изборот ден, Tag и деновите се во машки род. Понеделник, der Montag. Der Montag. Вторник, der Dienstag. Среда, der Mittwoch. Мит значи средина, вох значи недела, значи средина на неделата, среда, Mittwoch. Четврток, Donnerstag, der Donnerstag. Петок, der Freitag. Der Freitag. Сабота, der Samstag. Der Samstag. И недела, der Sonntag. Недела, зон, сонце, так ден. Уште еднаш ќе повторам дека деновите се од машки род, и како и месеците кои што ќе ги учиме во наредниот дел од лекцијата. Да не заборавам да кажам дека зборот седмица, или ние како што викаме недела, една недела, се нарекува die Woche. Значи седмица, die Woche, женски род. За разлика од деновите и месеците кои што се во машки род, седмица е во женски род, die Woche. Почнавме од денови, седмица, понатаму оди месец, der Monat. Во множина die Monate. Значи месец е der Monat и е во машки род. Месеци во множина die Monate. Самите месеци се во машки род. Јануар, февруар, мерц, април, мај, јуни, јули, август, септембар, забележувате С се изговара како З, септембар, октобар, новембар и последниот месец децембар. З се изговара како Ц, децембар. И ни остана после месеците уште еден збор, а тоа е зборот година. Во еднина година е во среден род, das Jahr. Das Jahr година и во множина, како и кај сите останати именки, die Jahre години. Се надавам не ви беа тешки деновите и месеците и уште еднаш ќе напоменам дека деновите и месеците се во машки род. Зборот ден исто така е во машки род и зборот месец. Меѓутоа седмица е женски род и година е во среден род. За сега е доволно да запомните дека деновите и месеците се во машки род. Може би имате проблеми малку со изговорот на германското Р или изговорот на некои зборови, меѓутоа не се нервирајте поради тоа, сите го имаме тој исти проблем, бидејќи ние не сме родени говорители, па дека мораме сите зборови баш да ги изговориме како што ги изговараат германците. Се надавам дека лекцијата ви помогна и дека ќе останете понатаму на каналот на Level Center. Доколку сте за изучување на германскиот јазик онлайн, можете да не посетите на нашиот Facebook профил или Facebook страна, како и на Instagram. А подпишани сме под Level Едукативен центар. Исто така, линкот можете да го најдете во описот на оваа видео. Чус! Вршиме онлайн обука за деца и возрастни. Level Едукативен центар.